Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, професорот Љубомир Фрчковски, поранеше министер за внатрешни работи. Во тоа својство говориме. Се разбира за трагедијата во Кочани, за оваа колективна, најпрво оваа колективна трагедија, тага и колективна меморија, што ни сите овие децени имаме вакви слични трагедии, како оваа со 59 млади луѓе кои загинаа, исклучителна трагедија. Сите ние тагуваме и се поврзуваме со некоја нема солидарност со жртвите и со нивните фамилии. И тешко е после таа не зачутување, али немост на тагата да се префрлите во акција на размислување што, како, зашто, одговорност. Може да имате некакви изблици на гнев, парцијално, но во принцип ве натежнува тоа и стварно е тешко да се мисли што и како понатака, но во сите периоди на помирување, се викаат, тие периоди после кризи тешки со жртви, граѓански војни, reconciliation периоди, секогаш има еден тврд момент кој се вика транзицијска правда, после кој настапува тоа помирно помирување на заедниците. Во овој случај тоа е, кај вакви трагедии, тоа е прашањето на одговорноста прво, па потоа се нашите соочувања, лекувања, тагувања околу овој кутар народ и убиството на нивната младост на оваа кутра земја. Тоа после следува во една подолгорочен процес. Значи, во оваа ситуација, трагедијата, осем на нас сите, ќе биде залепена на оваа влада. Она може да мисли дека со оваа хистерична и као грогиран боксер удирање по сите страни, лево и десно, ќе ја отргне од себе одговорноста, но не, тоа ќе биде дефинитивно и вечно залепена трагедија за оваа влада, за овој премиер, за ова време кога они владеат. Не може тоа да го избришат и не може тоа да го префрлат на некој друг. Едноставно, година дена, 80% општини се нивни, структурата на контрола е нивна и практично главнината на одговорноста мора честно да ја изнесат. Не можат од неа да бегаат, не можат да се претвараат. Смешни се овие ефтини ВМРО-вски слики дека премиерот е како Свети Ѓорѓија која убива аждајата, односно корупцијата во системот. Тие приказни, тоа е дете исто на системот. Тој систем до кога им носи привилегии, им носи сервис на владеачките структури, тој е добар, за него знаат све, го користат. Кога тој систем треба да испораќа сигурност на граѓаните, сервис за кој тој систем постои, и кога тоа нема да го направи, кога ќе се случат вакви трагедии, тогаш некој друг е крив, тогаш постои системска корупција, не се они виновни, тоа така не оди. Во филмовите се вика тоа мора да го гризнат ножот, ќе го гризнат ножот и честно ќе ја соочат одговорноста до каде што оди таа. Добро, до каде оди таа? Еве, истрагата денеска имаше и државниот обвинител Љупчо Коцевски, имаше некакви детали, 27 физички, 3 правни лица. За пожарот веќе има некакви детали и започнува истрага, има и притвори за некој од нив. И сега, интересно е што интересно. Моето прашање се однесува на сите се ова поранешни, генерално се поранешни, еве, министерот за економија Бектеши, например, има веќе одредено 30-дневен, се извинувам, едномесечен притвор. Зошто е? Сега, имате ли објаснување? Па потоа ќе говориме и за полицијата. Зошто е тој осомничен и приведен, а не, например, министерот за економија, веројатно, сегашниот, актуелниот?
Па, знаете што, кај одговорноста, малку треба да од мала дистанца да се погледне тоа, да не во оваа гужва, гледам и со странските медиуми, не разбираат што се случува, бидејќи све на куп им се пласира. Ова е криво, овој се криви, ова е вака, она е од... Не, овде постојат два нивоа на одговорност. Една сега ќе наречеме вертикална одговорност, директно поврзана со случајот. Околу неа се одговорни лицата кои дозволиле пиротехнички материјал да се запали во затворениот простор. Кои дозволиле да се запали, не ти затоа Значи, што... они морале да дадат дозвола, Значи, добро. они го контролираат нивното користење, они можеле да го запрат концертот ако почна Кои се злоупотреба тие? нивна. Добро. Тоа е само единствено полицијата. Нема тука економија, нема ништо друго, само полицијата дава апсолутно. Тука е кристално јасно. А од каде би знаеле одговорност. полицајците? Како нема, па има 7-8, имате сведоци вчера на телевизија, Добро. вика пред нас влегува 7-8 полицајци, они биле таму во контрола на наркотици, не знам што. Они имаат должност, ја и ти не ни е гајле од кај они дознали. Они имаат должност да дознаат, бидејќи настанот е таков тип, да мора да има анализа на ризикот од така голем настан, со така голема публика во едно мало место. Тоа се прави, полицијата тоа го прави секогаш. И тие би знаеле дека треба таму 250 луѓе да влезат? Не мешите Ајде, на... добро, Сега, ајде, околу одиме со ова, зашто е пиротехника. најважно? Добро? Затоа што, еве да предпоставиме дека дискотеката имала легална лиценца. Се било во ред со тоа. Повторно не сме да се запали ништо внатре во затворен простор. Повторно можела да настане трагедија и при легална лиценца, Да. ако дозволат да влезе и да се запали пиротехнички материјал од тој тип. Вие ги гледавте како изгледа тоа директно до плафонот. За тоа е одговорно само МВР. Лицата кои тоа не го направиле, кривично се одговорни без дискусија и нив со лисици треба да ги носат. Ама чекајте, Во што притвор. треба тие да направат? Да ги претресуваат сите луѓе? Не, они мора да влезат и да забранат употреба на било што друго. Они мора дозвола да дадат на тоа. При тоа, она што го рече министерот, што е крајно несмасно Министерот глупаво, за внатрешни. дека Добро. тие средства ги донел некој од групата, Да. осем што е катастрофа. И тој е осомничен. Катастрофа од изјава. Добро, и Бидејќи осомничен. де факто групата обвинува за палежот. Да. Тоа го прави со Да, таа да. изјава, не разбира што збори. И мислам Ама дека- во обвинението има осомничен на човекот. И сега гледај. Независно што е трагедија на таа изјава, независно од тоа кој ги донел материјалите. Да. Значи може да бидат купени пред клубот, може да бидат донесени од некого тамо, од групата, од кого сака. МВР е задолжена да го блокира тоа, да не даде дозвола и да контролира внатре дали евентуално има злоупотреба нивна. Тоа е причината, види. Не е дозволата. Дозволата е страничен доказ дека местото не е окей, али не морала да се случи трагедија. Ако еве нема дозвола, има 40-50 клуба без дозвола, не се случува трагедија секаде. Значи овдека е директно врзано користење на материјалот и ќе забележите нема кривична пријава за тоа. На пресот на јавниот обвинител има за све друго. За све друго, кој дал дозвола, кому нема за злоупотребата на, односно недавањето дозвола за пиротехнички материјал, што е директно предизвикување на трагедијата. Затоа е одговорено Министерството. Еве, се извинувам, морам да ви прочитам. Во текот на критичната вечер, ова не е обвинение, моја грешка беше претходно, не контролирале и овозможиле влез на деца во објектот, значи говори за физичкото, пропустите на обезбедувањето, но пропусти на обезбедување, тука МВР не можам да видам, и дека и не спречиле внес и користење на експлозивни материи и пиротехнички средства. Не, тоа е работа на МВР, не е работа на обезбедувачите, дефинитивно по закон. И за тоа се одговорни МВР, тука да нема дискусија. Внатре во МВР се они апселе некои началници, меѓутоа таа линија, колку што дознавме од медиумите, они се притворени за повторно давање, Пак гледање низ лиценците. прсти за Да, дозволите. да, Не се, тоа, полицајците не се лоцирани како директни предизвикувачи со нечинење на трагедијата. Тоа е најдиректна
вертикална одговорност која мора да ја завршат, не може без тоа. Тука директно оди одговорноста понатака до шефот на јавното обезбедување. Никој не го споменува, министерот тука е у фронт, зборува се нешто секој 5 минути, во еден страв, паника, не знам што, неумесно се заканува на новинарите или ги учи. Меѓутоа, шефот на јавна безбедност, никој не го спомена, тој е директно... Александар Јанев? Не знам кој е тој, меѓутоа, тој е тој што треба да оди одма. Затоа што е директно надлежен над овие началници кои се надлежни по командна одговорност он оди. Дали ќе има кривична кон него е друго прашање, тоа зборува ако јавното обвинителство открие дека тој директно знаел или им кажувал на подредените нешто да не направат, или да се воздржат, тогаш и кривично за него. Но одењето надвор од службата одма, тој е шефот на јавна безбедност. Сега има тамо судири некакви, го излагаат министерот напред, овие се кријат позади тоа, сега ВМРО-ска работа внатре, тоа не ме интересира. Меѓутоа, линијата на одговорност е јасна. Сега, политичка одговорност нужно се врзува за министерот. Тоа може би не знаеме дека он не е виновен, дека нема ништо директно врзано за тоа, се тоа е уреду. Меѓутоа, политичка одговорност носи, тоа е директна нечинење на министерството во оваа линија и со големи смртни последици. Тука нема да може да се измакнат оние соапсење на било кого друг, 40 страна, мавање, нема шанси. При тоа опција е, они мора да му дадат и еден чесен излез на министерот. Он мора да понуди јавна оставка. Дали премиерот ќе ја прифати или не, тоа се работа на премиерот. Ако он е сигурен дека овој министер му треба и дека он во било каква ситуација честно работи работата, ќе застане за него и нема да ја прифати оставката. Тоа не е игра. Тоа не е лага, тоа е институт во либералните демократи. Институт за оставка, велите. Вие морате, министерот мора да му даде таква можност, вака останува тој као да тоа бега од тоа, многу лошо за него. Тоа ќе остане залепено за него колку сака да се труди дека е агилен, он нешто прави, некој друг поднесува, али е многу важно во нормални услови да може да ја понуди оставката на премиерот. Тоа премиерот, одбивајќи оставката, презема дел од одговорноста врз себе. Тоа е се излагање на премиерот во целата ситуација. Исто така честно. Не може да се крие он да глуми Свети Ѓорџија кој се бори против системот Робин Хутовски, а системот го владее година дена и сите негови луѓе од партијата се вовлечени во приказната, како тоа може он се бори против системот. Сега, второто ниво на одговорност, после ова, али не го меше со ова, е директна одговорност. Второто ниво на одговорност е одговорност за негативни околности кои го зголемиле ризикот за вакви несреќи. Тоа се давање лиценци, провера на лиценците, корупција тука ако имало околу лиценците. Тамо е фокусот на истрагата како што намерно за да избегнат оваа вертикална одговорност, фокусот на владината истрага е по оваа странична втора хоризонтална да речеме одговорност, секого наназад колку 12 години. Да. И сега тука се мафтаа некои луѓе. Тие можеле тоа го направат, окей, они можеле да ги испитуваат тоа во ретие, тоа. Но не би требало притвор да добијат? Не знам за притвор, тоа зависи од околностите, јавното, тоа го вели, тоа го вика обвинителот. Тоа не знам кои све факти може да открие. Но тоа се странични линии, хоризонтални линии. Тие можеле, но не морале да придонесат на несреќата. Несреќата се знае точно од што е предизвикана и за тоа мора да има директна одговорност. Сега, докаде ќе одат со ова е сега escape стратегија која нема да застанеме во борба против системската корупција или ќе не нема тие приказни досадни, им дава карт бланш да се развие познатата репресивна архива на ВМРО. Сега, они како што гледате, почнаа да земаат лиценци, не само лиценци да проверуваат, сега почнаа градежни дозволи да земаат, затвараат објекти, влагаат во објекти пренко. Добро, треба ред некаков да се нека воведе. прават ред оваа година предходно за да избегнат стратегија на несреќа. Сега, кога го прават тоа френетично со насилство, како да активни се, тоа нема врска со несреќата. Не, предоцна е што сега да се прави. Тоа е како полицајците после несреќата со Фросина,
што казнуваа за паркинг пред Буњаковец. Интензивно казнуваат, растурија, тама ги растурија луѓе во што седнуваат 5 минути. Многу и не се ажурни околу тоа. Ама тоа нема врска со несреќата која се случи. Она треба претходно тоа да го правеле. И ќе превенирале некаква несреќа. Евентуално, или претходно овие лиценци да ги правеле, онда можеби или притисокот на натрешни да го затегнат, никого не пуштете да бекне петарда, и знаете, они ќе стегнат. Нема да се случи несреќа, знаете, директно, нема се да не прават они нас будали. Вика, криве овој што издала лиценца, не знам, пред 10 години, па немојте, безобразно е тоа. И тоа е желба за се отстрани од себе одговорност. Тоа е неприфатливо, тоа не гневи. Луѓето стануваат и ги замолчуваат. Сега постои една лингвистичка борба во јавноста. Не смее да се каже дека луѓето што искачаат протестираат. Не, они се собираат, брате. Они се собираат за да протестираат. Не, они се собираат. Па се јавуваат некои морончиња студенти, ги зачутуваат своите колеги. Вие молчете. Ти ќе ме кажеш, ќе молчиме, нема да молчиме. Се тоа смешна работа. Она ни цитираат, со Шопов го цитира. Мислам, значи, тој тип на репресија на ВМРО сега се отвара како опција секаде. Сега они ќе затворат све живо. Па и барањето за медиумски мрак не сме има да го заборавиме. Насоките како треба да се известува. Постојат некакви етички кодекси кои во светски рамки се почитуваат од професионални медиуми, се разбира. Почнаа да затвараат новинари. Сега они новинарите снимале. Па што да прават новинари освен да снима? Добро, ако е забрането со дрон воопшто да се надлетува, то ако е забрането, забрането е беа кај погребите. Не знам како е регулирано, да не импровизирам овде, меѓутоа ние не сме Иран сега. Новинари затвараат, околу тоа дали снимале, што е со снимакот проблем. И тука приказната сега во овој период што следи, сметале околу авиацијата и воздухопловството. Сега во периодот што следи, нас не следи едно перење на таа гилт, на вината која чувствува лечката партија, и тоа е нервозата и стравот дека ова ќе биде дефинитивно залеп најголемата трагедија од независност на Македонија, залепена за нив и нивната власт, ќе биде проектирана во репресија према сите наоколу. Тоа е она што во демократија Македонија е проблематично и што следи. Пак морам да се вратам да прочитам она што почнавме веќе да говориме. За внесување и употреба на пиротехнички средства е осомничен и еден член на музичката група. Информациите се дека тој веќе и загинал во оваа несреќа. Не знам тоа како го водат. Постои сомнение членовите на бендот дека ги активирале експлозивните материи. Значи, зошто им се дозволило тоа е прашањето? Така е. Да, а некој тоа така е. И во однос на МВР контролира тоа, бидејќи нивниот сектор се вика обезбедување на јавен ред и мир, јавна сигурност, безбедноста на сервисот на граѓаните децата кои влегуваат тамо, е одговорност по џаволите на МВР, да не се лажеме сега кој ги донел, кој не ги донел. Они може да уапсат, да прекинат концерт во секој момент. Се разбира. И да ги извадат надвор, бидејќи употребиле такво, и тоа е општа опасност. Да. Што е проблемот? Што сакаат да ни кажат со неиспитувањето на тоа? Со отфрлањето од себе на тоа? Не ми е јасно, и јавниот обвинител тука мора, по моје мислење, да действува понезависно, појасно. Се е тоа фино што брзо отвориле ваква истрага, меѓутоа да не заборавиме, центарот на обвинувањето е празен. Имате све околу, имате дупка у средина. Се клучните луѓе осомничени се велите. Сега моето прашање пак се однесува на полицијата. Командирот, началникот на таа полициска станица, Кочани, Штип, која е нивната одговорност? Може ли тука да објасните? Ја не знам сега се држиме за линијата на ова. Таму има релативно прецизен законски и подзаконски текстови со кои се регулира кој е надлежен за тој вид на дозволи. Тука нема шанси да утнат они. Кој е надлежен, тие се надлежни. Каква е процедурата, таква е процедурата. Не за лиценците. Не за лиценците. Цела држава знаела дека не лиценца. Да, знаела цела држава дека има концерт. Значи не говориме сега за лиценците. Тогаш што требале да прават тие командири, началници во тие полициски станици?
Знаете што? Да им дадат наредба на полицајците? Знаете што, ние се оптоваруваме сега со нешто што е пропишано прецизно кај полицијата. Да, добро, законите не можете да ги знаете на памет. Задолжени се добро? за контрола при влезот на Да. во објектот, посебно тој тип, за да не се внесуваат таков тип на материјали. Полицијата е задолжена за тоа. Доколку има најава од групата, они требале да го земат тоа во обзир, да издаат дозвола. Не може, овие може, не може други. Прецизно е тоа, јасно е. Нема што се замараме јати. Према тоа, луѓето кои се задолжени за тоа, они мора да ги подведат под обвинение и толку понатака нивните шефови, кои тоа знаеле, не знаеле, како го регулирале, исто така, и шефот на јавна безбедност обавезно. Околу малолетниците уште немаме многу време, ама е важно. Колку 6 малолетници се загинати. Да, починале. Тоа се луѓето кои ја спроведуваат личните карти. Личните карти може да ги спроведуваат полицајците. Може и тие. Не може други приватни лица да им бараат лични Обезбедување? Не, видете на запад, обезбедување и сите бараат, знаете и сами, во продавница ќе ви побараат лична карта ID. Во принцип личните карти легитимирање може да барат овластени лица. Не може неовластени, но при влезот у клубот може неформално да бараат. Мораат да бараат, да. Меѓутоа, што е проблемот да имало полицајци пред тоа? Да, што е проблемот? Кај биле полицајците? Имате слики кај што они се извлекуваат со раци од джебови надвор од клубот. Да. Кај биле полицајците? Мислам, што е проблемот? Во еден настан годишно од таков тип да има таква небрежност. Зашто? Зашто проценка била, ајде тие наши се пушти ги децата, не ги нервирај. Што се случи? Добро, значи алоцирате целата вина прво во вертикалната одговорност и полицијата. Во еден дел во полицијата тоа е сигурно околу ово, да нема дискусија. Добро, на крај сме благодарам што бевте гостин Лучковски. Благодарам што не гледавте, пријатно.